Љубопитност, саботажа или случајни грешки. Од 52.000 корисници на апликацијата Стоп Корона, речи 1500 се пријавиле дека се позитивни на COVID-19, а всушност никој од нив не е. Министерството за здравство апсолутно има евиденција кој е реално позитивен на COVID-19 и чии реално податоци им требаат, а се друго што стасува намерно или ненамерно се брише. Авторите на решението за дигиталното препознавање на болните и потенцијалните заразени од коронавирусот најавуваат надградба на апликацијата за да се спречи испраќање лажни податоци. Ке бара СМС да биде примен СМС код од здравствените власти за да може да доставите податоци до централниот сервер. 360 степени трагаше по одговорите и од авторите и од имплементаторите, Министерствата за информатичко општество и за здравство, за успешноста на проектот, полезноста за епидемиолозите, како и за се погласната дилема за безбедноста на личните податоци. На 26 февруари, Министерството за здравство го регистрираше првиот случај на COVID-19 во земјава. За нешто повеќе од 2 месеца, бројката на диагностицирани во државава изнесува околу 1500. За 3 пати помал временски период, односно за 20 дена откако Министерството за информатичко општество ја промовираше дигиталната алатка Стоп Корона, идентичен број граѓани пријавиле дека се позитивни на вирусот, иако не биле. За да се избегнат такви случаи, апликацијата ќе биде надградена. Веќе за да ги испратите податоците доколку сте тестирани позитивно за COVID-19, буквално треба 3 пати да потврдите откако ќе се обидете да ги прифатите, да ги пратите податоците. Има уште 2 дополнителни прашања кои што навистина алармираат дали сте сигурни дека сака да ги спратите, дали сте позитивни на тестот за COVID-19 и така натака. Тие податоци кои што не се потврдени согласно базата на податоци на Министерството за здравство дека овие луѓе се позитивни на COVID-19 се бришат. Ваквите спамирани информации стигнале на серверите инсталирани во Министерството за здравство. Од тамошниот кол центар изготвиле репрезентативен примерок од 10% и телефонски контактирале околу 150 граѓани кои се пријавиле дека се позитивни на корона. И сите до еден биле лажни. Објаснувањата кои ги давале биле дека не прочитале што пишува или сакале да видат што ќе се случи. Од нив беше побарано да се обратат во Министерството за информатичко општество и администрација, со барање таквите контакти да бидат избришани. Од сега нема да може доброволно да се праќаат податоците. Епидемиологот, кога ќе му соопшти на пациентот дека е позитивен, ќе го праша дали ја има инсталирано апликацијата и ќе му даде код кој ќе го внесе во самата апликација при испраќањето на податоците. Само на тој начин ќе бидеме 100% сигурни. Најмасовното инсталирање на апликацијата Стоп Корона се случило во првата недела откако стана достапна, за потоа интересот да опадне по отворената дебата за безбедноста на личните податоци. Министерството не располага со конкретни информации колку луѓе поради оваа причина ја избришале апликацијата. Манчевски најавува дека неделава работна група од IT експерти и универзитетски професори ќе излезе со независно мислење во однос на стравувањата на граѓаните за загрозената приватност. Меѓутоа да, има и такви луѓе кои што јас лично ги познавам, кои што имаат сивната апликацијата, но заради неоснованите сомнежи кои што се објавуваат од страна на одредени и онлайн медиуми, но и на социјалните мрежи во однос на апликацијата, веројатно се обесхрабруваат, подоцна ја бришат, па се уваат кај нас да бараат дополнителни некакви, да кажем, гаранции или дополнителни аргументи зашто треба да ја поседуваат апликацијата. Од земја која што е најниско на рангирањето на PISA во однос на образованието на луѓето, навистина имаме најголем број на експерти по број на жители за било која тема. Стоп Корона е донаторски производ на компанијата NextSense. Водечките лица на IT фирмата уверуваат дека безбедноста на информациите на граѓаните е неспорна, бидејќи освен телефонскиот број не се оставаат никакви други лични податоци. Еден од директорите, Саша Гавриловиќ, објаснува зошто сепак некои оперативни системи бараат вклучена GPS локација, иако нивната апликација не го предвидува тоа.
Збориме само кај Android уредите и тоа не кај сите Android уреди. Значи, еден дел од Android уредите со цел да работи Bluetooth Low Energy протокол. Значи, тоа е посебен протокол кој што се користи за да не троши многу батерија, а реално да може да се разменуваат информации. Кај дел од Android уредите бараат за подобро функционирање на Bluetooth Low Energy протоколот, бараат активирање и на GPS. Така да тоа е до самиот оперативен систем. Дигиталното мапирање на заболените од COVID-19 и лицата кои биле во нивно обкружување е пристап кон кој посегнаа повеќе држави во светот. Но едно неодамнешно истражување на Оксфорд универзитетот предупредува на можните недостатоци во ефикасноста. Нивната компјутерска симулација за употреба на ваква апликација во град од 1 милион жители покажала дека апликацијата треба да се инсталира на најмалку 80% од телефоните, а за да даде резултати, активно да ја користи барем 56% од населението. Втор проблематичен сегмент е користењето на Bluetooth, бидејќи неговиот опсег е далеку помоќен од пропишаната социјална дистанца од 2 метри. Конкретно кај нас информациите во системот ние ги евидентираме сите информации до 20 метри. Све зависи од квалитетот на уредот и зависи од други уреди кои што се наоѓаат во близина. Од нашите тестирања што ги направивме, не секогаш два уреди даваат точна информација за дистанцата и кој има присуство на други електронски уреди. Ако ви е телефонот во ташна, ако се наоѓа поред лаптоп, компјутер кој што зрачи и он, значи тогаш не е екзактна дистанцата. Битно е да биде евидентирана. Она што е важно, тие информации да ги дадеме на здравствените власти, бидејќи самиот вирус може со текот на времето да мутира. Па таа дистанца од 2 метри да не биде релевантна, може да ќе биде релевантна дистанца од 3 метри, а времето не е 20 минути, може да ќе биде 10 минути или повеќе. Со оглед на тоа што следува период на намалување на рестриктивните мерки, властите ќе се обидат да го намалат скептицизмот кај граѓаните за да обезбедат помасовно користење на апликацијата. Една од мерките што се разгледуваат е преку матичните лекари да им се укаже на пациентите за полезноста од нејзиното инсталирање. Тоа би бил еден од начините за да се стигне до бројката од 500.000 корисници, која според институциите е потребна за епидемиолозите да имаат реална корист од податоците од Стоп Корона.